Добар ден, почитувани гледачи. Во вообичајниот термин по 15 часот или во 15 часот и 30 минути со емисијата 60 минути нисток, во која секојаш говориме за животот без оглед на димензијата или страната што се обидуваме да ја представиме од животот од Вардар па до Пијанечко горе. Денеска повторно ќе говориме за здравството, односно функционирањето на здравствените институции. Наш прв соговорник денеска ќе биде Наталија Дечовски од Здравствениот дом во Штип, представник на оваа здравствена институција, а во втори дел ќе гостки ни биде пак Тања Кокотова, заменик директор на гимназијата Славчо Стоименски. Со неја ќе разговараме за тоа колку гимназијата е подготвена за запишувањето на новите средношколци. И денеска продолжуваме со целиот тој серијал од нашиот сограѓанин Александар Донски со наслов Патуваме со Александар Донски. Од видео вестите денеска ќе имате можност да видите дел од манифестациите и активностите што ги организираше Правниот факултет, а се однесуваше на судските преводи, и во Кочани се одржа средба на представниците на невладиниот сектор и локалните заедници со представници на делегацијата на Европската унија, на кои беа представени можностите за конкурирање за пари од ИПА 2 фондовите. Она што секојаш го правиме на почетокот на секоја емисија 60 минути нисток е вестите што до овој момент ги работеа колегите од информативната редакција. Продолжува штрајкот на комуналните работници во Берово, но и трупањето на ѓубрето низ Беровско. 80-тината вработени во јавното претпријатие услуга не отстапуваат од барањата исплата на заостанатите 4 плати и придонеси. Багерите во Каменица почнаа да прават патишта до 3 каменички села. За еден месец општините од Истокот издале 27 одобренија за градба. За 2 недели од срцев удар починале 30 на жители од регионот. Најлошото доправа доаѓа, предупредуваат лекарите. Спорт Брегалница играше 2-2 нагости против екипата на Шкупи. Брегалница на 6-то место со 30 бодови. Облачно со максимални 15 степени, вечерва ведро време со минимална 6. Утре сонце и температура за 10 степени повисока од ова што денеска имавме, или максимални 26 степени. Тоа е скицата на овој денешен 11 априлски ден, и велам добар ден на господја Наталија Дечовска, представник на Здравствениот дом во Штип. Господја Дечовски, што можеме да кажеме, ние граѓаните здравниот дом го очувствуваме некако како институција во која, барем на времето до пред поделбите или реформите во здравството, важна институција во која од матични па до субспецијалистички прегледи се извршува сега, работите се малку поинакви, но што граѓаните како услуга можат да користат во овој момент? Сакам прво да ги поздравам сите гледачи на телевизија Стар, сите гледачи на општина Штип, Карвинци, па и пошироко на источниот регион. Се надевам дека во овие 20 на минути на разговор ќе успееме да го представиме Здравствениот дом и она што тој работи во овој регион. Значи, Здравствениот дом Штип е јавна здравствена установа, како што рековте, значи од 2006 година функционира како јавна здравствена установа Здравствен дом, кога настана и реформите во примарната здравствена заштита и кога се оделија така наречените, нели сега, концесионери или матични лекари, меѓутоа и болницата, болнички оддел на специјалистичко-консултативна дејност, она што рековте со специјалистички дејности, како што се ушна амбуланта, потоа очна амбуланта, невролошка амбуланта, ортопедска и така натаму, и во склоп на Здравствениот дом, значи останаа одреден број на служби, тоа се службата на итна медицинска помош и домашно лекување, потоа службата за поливалентна патронажа, службата за превентивна здравствена заштита на мали и училишни дечиња, потоа за превентивна здравствена заштита на предучилишните деца и доенчиња, стоматолошка превентивна здравствена заштита на мали и предучилишни деца, рентгенот при стоматолошката здравствена заштита, како и службата за лабораторија, односно и депото за лекови. Значи, Здравствениот дом пружа услуги од превентивна и примарна здравствена заштита, тоа значи дека ги користи мерките за примарна, секундарна и терцијална превенција, тоа значи дека примарна превенција, оваа дејност, значи е дејност која што оди во домовите на населението,
значи луѓето кои што работат, здравствените работници од повеќе служби, како што е патронажната служба, како што е итната медицинска помош и домашно лекување, па и другите служби кои што одат, значи се во заедницата на општина Штип и општина Карвинци. Инаку здравствениот дом значи покрива територија од околу 54.000 жители, бидејќи според последните проценки на Државниот Завод за статистика, во општина Штип и Карвинци живеат околу 55.000 жители. Тоа значи дека и за двете општини она што може да го пружите како услуга го пружате. Овие денови, заради не знам кои причини, дали се надворешни или влијае, имаме така може и малку повеќе активности на итната медицинска помош. Колку вака во текот на викендот има интервенции кои се надвор од тоа што е редовна или редовен просек на интервенции? Секако дека кога зборуваме за здравствен дом, секако дека граѓаните прво се постоветуваат со службата за итна медицинска помош и домашно лекување, бидејќи тие се во првите, како би рекла, борбени линии за здравјето на населението, тогаш кога се потребни, значи бидејќи опфаќаат пациенти од прв и втор ред на итност, како што рековте, особено пациенти со хронични незаразни заболувања, бидејќи знаеме дека и овој регион, но и Република Македонија е лидер, мислам е најголема смртност или морталитет, па и морбидитет има токму од овие заболувања. Она што рековте, итната медицинска помош е многу оптоварена, особено во текот на викендот, кога матичните лекари не работат, значи сабота, поручок и недела, особено во неделите, каде што и бројот на пациентите изнесува од 40 до 80, што се во човечки, значи напори од страната на екипите за да се справат со ваквите предизвици. Јас би замолил држијата добив знак дека имаме гледачна линија, иако ретко кога употребува вакви работи. Добар ден. Ало, добар ден. Режа, имаме ли гледачна линија? Ало? Добар ден. Очигледно Режија, имаме телефонски контакт, ама не се јаво гледачот. Или нешто не е баш. Ако се јави во ред, ако не продолжуваме со разговорот, кажавте од 40 до 80 интервенции. Има ли во тие интервенции така фалс повици кон брзата помош, па често пати да се загуби време заради несериозноста на граѓаните? Па секако има и такви случаеви, значи кога граѓаните се јавуваат, кога нема потреба, значи кога не се итни, па затоа секогаш и нашата директорка, па и јас сега апелираме до граѓаните, доколку не се, например, за одредени главоболки или за зъбоболки, да не се губи, да не оди екипата кога тоа не е воопшто потребно, значи, за да се токму, бидејќи чека некој кој што е итен случај, кој што навистина му е потребна помош. Инаку екипите на итната медицинска помош се екипирани, значи има по два тима во смена, исто така добија опрема, најсовремена опрема, најсовремени комбиња со кои што во секое време може да бидат достапни и да помогнат токму кај овие случаеви и да извршат транспорт до клиничка болница. Да ги расчлениме. Брзата помош, кажавме, до 40 до 80 интервенции, што е зборувам за 24 сата во недела, например. Што е со патронажната служба таму, како? Значи, патронажната служба... Ги броите... Ние имаме, значи, ние работиме на терен, одиме кај семејства, секоја сестра си има свој микрореон, работи на својот терен. Ние имаме месечно околу 1000 посети, особено сега, кога работиме на многу проекти на Министерството за здравство, тоа се проекти од домашна визита, значи моментално е 7-миот бран на проектот домашна визита и имаме за обврска да ги посетиме сите луѓе пензионери. До сега беше дојден список, значи, од Министерството за здравство, околу 9500 пензионери, што е многу. Ние сме 7 сестри, значи 7 вработени во патронажата. Значи до сега ги посетивме околу половина од тие, 4000, и ни остануваат уште 4000. Инаку претходните бранови беа
шести бран за постари пациjenти, рурални, значи над 65 години, потоа имаше бран за лица со посебни потреби, за овие баш хронични болни, значи со шекерни болести, со диабет, односно и кардиоваскуларни заболувања. И токму тоа е поентата, бидејќи, како што рековте, значи има многу луѓе кои што се заболени од кардиоваскуларни заболувања, значи да се посетат тие лица, особено старите лица, пензионери, па и помлади луѓе, на оние од 50 до 60 годишна возраст, кои што се ризик групи, за да им се укаже на важноста за превентивните прегледи, значи да го посетат својот матичен лекар, бидејќи ние знаете доколку се осеќаме добро и по нас самите, значи не одиме превентивно на лекар, потоа целта на овие посети се и земање на шекер во крвта, земање на мрсноти во крвта, мерење на крвниот притисок. Многу пати се соочуваме со тоа да луѓето воопшто и не знаеле дека имаат висок крвен притисок, значи ги упатуваме. Потоа луѓе кои што нередовно земаат терапија, па се со нерегулирана хипертензија, значи висок притисок. Луѓе кои што имаат покачен шекер во крвта, не знаеле и така натаму, значи многу се корисни овие акции. Потоа имаме акција за жените во репродуктивен период, значи ги посетуваме бидејќи нели со цел намалување на... Здржете мислата, најверојатно имам повторно. Ќе се обидеме да, доколку сте во можност да дадете соодветен одговор. Добар ден. Благодарам. Повелете. Добре. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Во емисијава во канал Старт, овака, јас се викам Методи Стоименов од Виница. Повели Методи. Овака, сакам да разговарам. Мојата жена страдала од епилепсија. Епилепсија. Во Скопје денеска на разбирате? Методи, ве слушаме, повелете. Добре. И гледај сега, те сега е во Скопје, јас сум иначе нулта крвна група, нулта РК позитив. Ја бев тенчиста у Љубљана, после ме префалија во Титоку умре, 80 година. И на сите можам да дадам. Добре. И гледа сега, од таа аспект, од моја гледна точка, мојата жена има Б позитив. Добро. Сино ми е во Љубљана сега на работа. И сега во кој контекст сакате да поставите? Дали може или не може? Дали може да се даде на толку, една минута, толку... Фала, пријатно. Пријатно, Методи, колку што успеав се работи, дали може нулта позитив да дава на друга група? Добро, тоа си знаат лекарите, значи јас тоа не би, неговата жена лежи во болницата, како што разбра, во Скопје, болна од епилепсија. Да. И ќе треба да се договори со лекарите кои што работат во таа клиника, значи да се обезбеди, веројатно треба да се обезбеди некоја. Па во секој случај не знам ако треба да се обезбеди крв или ако нешто ургентно да апелираме до граѓаните. Значи до граѓаните може да се апелира и до здруженијата крводарители. Знаеме дека и Штип е град кој што може да се гордее со со крводарувањето, се надевам и Виница, не знам за Виница, значи апелира. Па и Виница е на врвот, дори пред. Значи може. По број на жители е најдоброто општина со крводарување. Значи може. Разговаравме за патронажната следва и за активностите голем со број на проекти, жените што ги имат. жени во репродуктивен период, со цел намалување на смртноста на доенчињата, бидејќи по смртност на доенчиња Република Македонија значи има голема, тоа е релативно, значи поголема смртност за разлика од европските држави, нели ние секако е намалена смртноста на доенчињата
од времето на распадот на Југославија или оние 40 години, меѓутоа секогаш може подобро, значи се целиме да бидеме кон земјите на Европската Унија кои што имаат дупло помала смртност на доjenчиња, па во тој контекст се и овој проект, значи за посета на жени во репродуктивен период, за посета на бремени жени, за делење на фолна киселина, фолан јод, кој што е многу важен за развојот на мозокот на бебето, кој што го делиме Министерството за здравство, значи обезбеди на секоја жена бесплатно фолан јод и секоја може да се јави во патронажната служба, да донесе белешка од матичен гинеколог и да дојде да си подигне терапијата, која што е многу значена. Како што реков, жените ги упатуваме исто така, ги откриваме и нерегулирани бремени жени. Еве имам податок дека околу од сите посетени жени до сега, значи од месец 11 2015 година, веќе сме на тој проект и дека од 1200 посетени жени, значи и бремени жени околу 100, околу 9% биле неконтролирани бременности, што е многу, особено од оние жени кои што се од рурални или кои што од ромската популација, сега од различни причини не можат да немаат матичен гинеколог или не се јавиле на лекар, значи тоа е многу важно да се упатат на време, значи да се имаат свој матичен, редовно да се контролирани за да понатаму нема проблеми. Што би се рекло, имате ли проблеми на терен со бидејќи се среќавате со различни карактери, па секој човек сам за себе индивидуа и сам за себе приказна? Значи немаме проблеми, ние работиме веќе 20 години, јас сестрите се обучени, кои имаат добри комуникацијски вештини, значи за да се работи во патронажа мора да бидете и како лично да ги сакате луѓето, децата, возрастните, старите, бидејќи работиме со од 0 до 99, значи со секаква, со бебиња, со мајки, со стари лица, како што реков, со хронични болни, значи не сме имале до сега проблеми. Може би у почетокот не одбивале бидејќи не знаеле што е тоа патронажна дејност, меѓутоа сега веќе луѓето знаат, посебно со овие сите проекти како што реков. Се тоа е во рамките на превентивата што станува со да проговориме за другите активности што ги имате во здравствениот дом. Значи тука и службата за вакцинација, многу значена служба, многу значено актуелно прашање за обемот на вакцини, за вакцинацијата. Сакаме еве сега и јавно и преку вашиот сервис да кажам дека вакцините се сигурни, дека децата треба да се вакцинираат, дека сега се набавени и поливалентни вакцини кои што секако го скратуваат времето на носење на дечињата, ако порано 12 пати требале да ги донесуваат, сега сите тие вакцини се ставени во една, значи се скратува времето на носење, значи помалку пати го носат родителите бебенцето на вакцина и таму работат тимови кои што се обучени, лекар, сестра, значи има долу е за предучилишни, значи мали бебиња до предучилишна возраст, а горе, мислам горниот спрат е училишна, за училишни дечиња, значи и тие имаат обврска за вакцинираат, потоа вршат систематски прегледи на малите дечиња, горе училишните дечиња исто така вршат систематски прегледи и вршат здравствено воспитна дејност за училишните деца од области актуелни како што се значи превенција од ХИВ, потоа сексуално преносливи болести и други актуелни теми. Кога говориме за одделението ни, како ги нарекувате секторот, да речеме, има ли отпор, се одзиваат ли граѓаните, бидејќи претпоставам дека така функционира и сега. Во општина Штип, да, можам да кажам дека обемот на вакцинација е голем, доста голем, над 90%. Светска здравствена организација, значи на ниво на Светска здравствена, вели дека обем добар е над 93%, мислам дека во Штип и повеќе од тоа. Сега тука невакцинирани се одредени дечиња роми кои што поради различни причини не се редовно вакцинираат, меѓутоа тука имаме соработка со, значи ние со патронажната служба соработува со службата за вакцинација, исто така и со општината, исто така и со ромските медијатори. Не знам дали знаете, има две ромски здравствени медијатори кои што работат на терен и токму таа им е функцијата преку Министерството за здравство, значи да ги откриваат тие. Имаме и колешка, патронажна сестра која што е примена по рамковниот договор 2005 година, која што работи со ромските и турските семејства, значи во Штип немаме проблеми од таа гледна точка и обемот е добар. Во оваа служба работи и значи развојното советувалиште веќе 2 години. Ова развојно советувалиште работи со дечиња со ризик, значи дечиња кои што се родили или помали за телесната тежина, значи со некој ризик
или пак предвремено родени, потоа со некои вродени заболувани. И овие дечиња редовно се викаат од тимот во здравствениот дом, значи со кој што раководи педијатар од клиничката болница Штип, и во тимот значи работат социјален работник, потоа логопед, значи дефектолог, педагог, и сите тие ги во одреден дел од неделата, значи еден ден е одреден, значи на одредено време ги повикуваат и го следат развојот на тие дечиња. Има ли зголемување на бројот на такви дечиња или во рамките тоа на некој просек што е Во рамките востановен? на просек околу 10% од дечињата се родени со ризик, што не мора да значи дека тие дечиња ќе бидат дека понатаму ќе бидат здравствени. Значи ние ги упатуваме сите дечиња родени со ризик, а понатаму се надеваме дека тие дечиња ќе бидат само следени, значи нема да се развие некој вид на, и тоа е и целта, значи кај дечињата кои што се родени со ризик за превенцијата преку одредени вежби, преку следење на тој ризик, значи се превенираат и другите проблеми кои што понатаму може да настанат. Имате ли проблеми генерално гледано во вршењето на дејноста на здравствениот дом? Па мислам дека немаме проблеми во вршењето на дејноста, значи здравствениот дом е институција која што функционира, добро функционира, која што, ви реков, се состои од тие служби, значи немаме поголеми проблеми. Ги работиме проектите на Министерството за здравство. Тоа се тековните активности? Тековни, да. Особено планови, каде би можел, или што се плановите за ова, па и за следните години натаму? Предпоставам дека некој нешто системски ќе бидат устроени, но секако треба да се биде подготвени за нешто што се нарекува поголем предизвик. Би ги спомнала тука и службите за стоматолошка здравствена заштита, значи превентивната служба која што исто така работи систематски прегледи на дечиња, значи преглед на забалото и флуоризација, и како и залевање на значи залевање на катниците, и исто така и службата за лабораторија која што го покрива територијата на општина Штип, работи по упат на матичен лекар или специјалист, и која што има навистина добра опрема. Имаме ли проблеми со устната шуприна, со забите, со... Тоа треба стручњаците, јас значи нормално, ние како држава имаме многу дечиња имаат значи кариес. Да. Кариес поради исхраната која што, меѓутоа се надам дека младите родители сега следат литература, читаат, многу е важно значи правилниот начин на исхрана, значи да не се даваат шеќерни пијалоци, газирани и така, чоколадци, нешто велиме, значи за да генерално како држава имаме проблеми со. Јас кога бев во Словенија, знаете, на едукација во 2000 година во Марибор, и таму имаше цела служба која што работеше вака превентивна стоматолошка служба, и да видам, мислам се ми беше зачудувачки колку тие дечиња нема, значи многу од мали децата ги учеа уште бебенце, значи, за тоалета на устната шуплина. Значи пред да пораснат забите со камиличка, па потоа со четкичка за заби, значи многу е важна хигиената на устната шуплина за да понатаму и редовно, како што рековме, одење на матичниот стоматолог. Добро, сега, кај нас може би малку споро да работите, додека да дојде информацијата од Словенија треба доста време. Се инвестирали нешто во здравствениот дом? И како објекти, и како институција во која треба да се следат соодветни технолошки процеси? Па секако дека се инвестира, значи доведени се нови лифтови, потоа нова апаратура, како што ви реков, значи во рентгенот, нови рентгенолошки апарати, 2, во лабораторијата исто така, во ифната медицинска помош, како што нели од Министерството добивме, значи возила со соодветна опрема. Тоа е значајно да се каже дека се инвестира во човечки ресурси, значи многу се важни човечките ресурси, каде што веќе тројца лекари се испратени на специјализација, тоа се 2-3 докторки кои што се испратени на вонболничка педиатрија и еден доктор кој што е испратен на специјализација по трудова медицина, која што и нова дејност, која што после одреден број на години кој се врати докторот од специјализација ќе се воведе во како специјалистичка трудова. Како оди соработката со клиничката болница која е неспорно во Штипа? Предпоставам дека
имате разноразни соработки во тој аспект, некогаш? Па нормално дека се има соработка, бидејќи сме поврзани како на полето на здравствен, така и просторно сме поврзани, бидејќи вториот спразнени го користи клиничка болница Штип. Особено соработката, јас можам да ви кажам за соработката, например, од областа на патронажата, каде што жените, како што ви реков, кои што ги упатуваме, значи со тој проект за посета на жени во репродуктивен период и намалување на дојнашката смртност, значи жените кои што се особено од рурални средини, кои што се под вулнерабилни, под некој ризик, ги упатуваме секоја среда, значи лекарите од гинеколошко-акушерското одделение си имаат своји дежурства од 3 до 6 часот, значи жени кои што сака да се прегледаат тоа бесплатно, ги упатуваме и ги закажуваме за преглед во клиничка болница Штип. Нешто што не спомнавме, а е нужно да го кажеме во овој наш разговор, бидејќи времето си неумоливо тече. Па сакам да им посакам на сите граѓани многу здравје на општина Штип, па и пошироко на регионот. Да не викаат зубаво, бидејќи здравниот дом самото име кажува здравје, значи ние сме тие кои што треба да кажуваме како да го сочуваме здравјето, значи како да го напредиме здравјето пред да дојдат оние болести, значи како да го сочуваме, каква исхрана, значи начин исхрана, вежбање, диететски режим, стил на живот, тоа е многу важно пред да дојдат болестите, но и кога дојдат болестите, значи се си има па превенција да не дојде до ова што рековте, фатални последици или некои потешки последици по здравјето, значи сакам да им пожелам многу здравје на сите граѓани и да ги користат услугите на здравствениот дом од областа на примарната, значи превентивата, да не дојде до заболување, да си ги вакцинираат своите дечиња, да бидат здрави, како и целото население. Госпоѓа Дечовски, ви благодарам што бевте гост во емисијата 60 минути исток. Многу нешта и на мене не ми беа јасни како информации, но претпоставам и на граѓаните заради тоа што здравствениот дом можеби не е некој што беше, но во овој дел кај што е примарната, особено превентивната улога на здравствениот дом ја извршувате така како што треба. Благодарам за разговорот и посакувам што помалку работа да имате на терен. И исто и на вас, ми беше многу пријатно во вашата телевизиска куќа. Ќе се гледаме наскоро на некоја друга тема. Па може. Благодарам за разговорот. Емитуваме комерцијални пораки. Сакате денот да ви биде убав? Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот и најефтиниот хипермаркет во градот ве очекува. Елкос. Единствен од ваков вид, на површина од 5000 метри квадратни и 150 паркинг места. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс во сите маркети во вашиот град. Агромакс, едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Кашкавал Ајдамер германски 258 денари, Миринда 1,5 литар 36 денари, сок ИМБ 1 литар 44 денари, дезодоранс Old Spice 99 денари, Полирапид 750 мл 118 денари, спин за садови 920 мл 89 денари, Доместо 77 денари, Ајакс Универзал 86 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Фризерско студио Колура. Вие заслужувате да бидете најубави, а ние сме овде да ви помогнеме во тоа.
Тим со искуство од 10 години стои на ваше располагање. Студио кој ги следи сите светски трендови. Feel the difference. Фризерско студио Колора. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Тука каде се јаде и пие. Тука каде се љуби и сака. Тука каде времето стои. Ете тука сакам да бидам. На закуска, ручек или вечера. На чаша вино или ракија. На муабет. На музика. Моето среќно место. Ресторан Амор. Производството на овој пластичен сад вработува стотици технолози полимерци во македонските фабрики и милиони низ светот. Како да станете дел од нив? Студирајте на ТМФ. Насока полимерни материјали, дизајн и менеджмент. Одете на пракса во познатите македонски компании. Започни со вистинскиот процес. Технолошко-металуршки факултет Скопје. И оваа недела неверојатно ниски цени во туш. Ореви рефус 429 динари за килограм, саламурен пилешки стек 175 динари, свински ребра за 179 динари, риба услич 115 динари, осуговско мешано сирење 235 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Од проект до реалност, од идеја до најголем објект во Источна Македонија, изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да се биде најдобар е предизвик, но и голема опврска кон сите потрошувачи кои го очекуваат само најдоброто. Затоа Прумес и после години работа мисли на вас. Секој вторник и петок 5% попуст на целата палета собствени производи. Прумес во Виница, Кочани и Штип. Абе прсти да изедеш. Прумес. Сета оваа храна е полна со хранливи состојки и единствен начин да дојдеме до нив е со разложување, дробење и разоткривање на скриените хранливи состојки на микрониво. Овој процес е наречен екстракција на хранливи состојки. Нутрибулет е поинаков. Погледнете како неговата неверојатна моќ целосно ја разложува храната и од неа ги вади сите хранливи состојки. Тајната на Нутрибулет е во неговиот мотор со моќност од 600 вати. Со оваа ексклузивна понуда го добивате целиот Нутрибулет систем на 3 рати од по само 2330 денари. Искористете го најдоброто од храната. Гледате емисијата 60 минути на исток, нов соговорник, го најав, тоа е Тања Кокотова, заменик директор на гимназијата Славчо Стевенски. Тања, добре дојде во нашето студио. Пред 10 на ден, нема ни толку, една недела излезе конкурсот за запишување ученици во средните училишта. Колку ученици оваа година вратите им се отвараат во гимназијата, за која бројка? Големата врата во гимназијата е отворена за 238 вкупно ученици.
од 9 оделение што завршуваат да се запишат во гимназиско образование во вкупно 7 паралелки распоредени во двесменско учење. 7 паралелки, тоа бројките ќе кажат што е подготвени сте вие како институција, како установа која, да кажеме за оние што не знаат, во 2 наврати се уште го носи титуларот најдобро училиште. Секогаш подготвени, секогаш на готов, што би рекле, со тоа што уште на 1 септември, кога влегуваат во клупите учениците, веќе стратешки се размислува и се работи континуирано на концептот на запишување на ученици веќе во наредната учебна година, затоа што едно стратешко планирање и креирање на политика на едно училиште со воспоставена систем на ред, хигиена и дисциплина и одговорност и она што не прави различни од другите и она што привлекуваме ученици кои што планираат да излезат од гимназијалските клупи со квалитетно образование и воспитание. Што ќе научат учениците во гимназијата, оние што ќе започнат од оваа година да се школуваат или својата наобразба да ја стекнуваат во гимназијата? Да тргнеме прво од оној психолошки аспект. Во суштина, каков квалитет на знаење ќе стекнат? Ќе стекнат огромен квалитет на знаења, затоа што знаењето е она кое што ги одвојува гимназијата и концептот на гимназиско реформирано образование и наставните планови и програми кои што се изучуваат во гимназиското образование, е всушност продуцирање на квалитетни кадри кои што успешно би можеле понатаму да го продолжат образованието на факултетите и на понатаму да се надоградуваат и образуваат. Кога говориме за наставните планови и програми, како што реков, концептот на гимназиско образование е така поставен и целокупниот концепт на полагање на училишна, државна и меѓународна матура е во гимназиските училишта да се полага државна матура, со тоа што конкретно во нашата гимназија 100% од учениците се определуваат да полагаат државна матура и некои ученици кои што планираат да одат во странство да полагаат меѓународна матура. Всушност и замислата на полагање на тие матури е државната матура кога се полага всушност да е представува преодност за високото образование. И она што не прави атрактивни е тоа што сите ученици полагаат државна матура и успешно се запишуваат на високото образование и анкетите кои што ги правиме ние и соработката со универзитетите не само во Штип, туку и општо во Македонија, е дека учениците кои што излегле од гимназијалските клупи веќе на некој начин им е завршени факултетот затоа што знаењата кои што ги поседуваат во смисла на критичкото размислување, истражување и продлабочените знаења се она што се бара и на факултетите и успешно и изработката на методологијата на сите проекти од државната матура и проектните активности се преодност за успешно завршување на факултетите. Сега, оно со кое што, кога говориме веќе за наставните планови и програми и споредбата помеѓу стручните и гимназиските училишта, и оно што мислам дека се соочуваме со еден огромен проблем и каде што секоја теорија може да не го положи испитот на успешната пракса, е тоа што се прават огромни заложби и секоја чест на тоа да се унапредуваат и афирмираат стручните образованија, каде што се продуцираат кадри директно за пазарот на трудот. И тоа е во ред затоа што има огромно производство, има многу фабрики каде што би се вклучиле тие кадри, меѓутоа се случува една контрадикторна состојба каде што ученици кои што со 4 годишно или 3 годишно стручно образование полагаат завршен испит и тие имаат преодност исто така на факултетите каде што имаат и учениците кои што поседуваат многу поголеми квалитети во знаењата отколку учениците кои што се определени конкретно со стручните предмети да се вклучат во пазарот на трудот или пак да го продолжат понатаму образованието на соодветни компатибилни факултети. Меѓутоа,
Од стручни образование, од стручно училиште, ние имаме состојбе каде што од медицинско и од, да речеме, техничко образование се запишуваат на јазици, се запишуваат на обштествени науки и ние имаме прилика да видиме и во праксата дека и во нашата гимназија предаваат наставници кои што од средно стручно образование завршиле македонски јазик или странски јазик или некој друг факултет, па веќе се во редовите на она што би рекла. Сега кога говориме за ова, колку да звучи парадоксално. Да. Виси конкуренција, практичните, односно така наречените училишта кои треба да произведуваат кадар за пазарот на труд. Нам не ни се, да. А ваму заради тоа што системот им дозволува преодност, па место да бидат оспособени да влезат во процес на производство, се одлучуваат да завршат, да речеме, географија, не знам, сега карикирам, и на тој начин да го, од друга страна, негираат системот на гимназиско образование вака како што е поставен. Нам не ни се конкуренција конкретно кога зборувам за гимназијата, меѓутоа понатаму во процесот на вработување на учениците и на оние кои што завршиле, кога треба да се вработат, им се конкуренција на оние кои што треба да бидат на соодветното работно место. Затоа што процесот на вработување, при процесот на вработување дипломата си е диплома и не е битно образованието средно кое е, туку се гледа дипломата. Ама квалитетот на знаењата е многу поразличен во однос на фонтот на часови и на програмите од гимназиско образование и од стручно образование кога се говори за запишување на некомпатибилни и несоодветни факултети. Со училишна матура исто така на голема врата влегуваат учениците во запишување на факултетите, а како што претходно реков, со училишна матура продолжувањето на високото образование не би требало да биде можно. Имате ли во смисла како институција реагирано на овие се почести вакви појави со оглед тоа што тоа го возможува системот за образование? Тоа е проблем и на Бирото за образование, проблем е и на Министерството за образование и на наука, затоа што тие на некој начин го овозможуваат тоа. Ние не би можеле да се мешаме во политиката на високите институции и на воспоставените релации со претходно споменатите институции, меѓутоа кога говориме за квалитетот и на самите ученици им се прави од стартот еден хендикеп, затоа што во гимназијата креирањето и развојот на политиката на нашата гимназија со години наназад се темели на задржување на традиционалните вредности, како што се, да речеме, она што е најдобро при воспоставувањето на системот, се има еден холистички и еден еклектички пристап. Што значи тоа? Дека ги задржуваме традиционалните корени и вредности, она што е најдобро, да се трансформираме во едно современо училиште на 21. век и понатаму да бидеме училиште на иднината. Тоа е долг, има котрпен и голем предизвик за сите нас, меѓутоа кога се работи на таков начин и кога сме облагородени со тоа што воспитуваме и образуваме најдрагоцените суштества, а тоа се младите луѓе, тоа е навистина една убаво чувство да се прави тоа и со гордост можам да кажам дека кај нас учениците се секогаш во центарот на вниманието, дека нема попуштање во смисла на она што се нашите зацртани цели и се запишуваат ученици кои што сакаат да излезат со квалитетна наобразба, со да речам со поседување на вредносен систем кој што е универзален и безвременски за сите општества, иако сме свидетели сега на едни изместени вредности кога и општеството лута и има турбулентни и динамични промени, меѓутоа она што е навистина вредно и за почите, тоа што е едно проткајување на сите системи. Кога говориме за гимназијата како училиште на идните генерации или училиште кој ја предводи иднината на младите, колку технолошки гимназијата во овој момент располага со медиуми, со средства за да можете да биде предвесник на
таков начин на образование? Не случајно гимназијата е предизвик за влегување на многу невладини организации и асоциации кои што се во соработка со Министерството за образование и наука во смисла на желби и концепции за влегување во Европската унија, дебатирања, различни креативни работилници во делот на меѓуетничката интеграција која што нели е влезена веќе во законски во системот на образование, еколошката едукација, дебатирањето и сите тие проекти кои што се интересни и актуелни и во областа на општествените науки и во областа на понатаму на создавање една плодна почва за развивање на многу други можности и способности кај учениците. Располагаме со такви средства, располагаме со современа опрема, располагаме со кабинетска настава и сето тоа возможува нели преку тој медиум мултимедиски систем на презентација на наставните планови и програми да се реализира на еден соодветен и современ начин. Говориме за гимназијата со сите нишани, нели? Да. Колку да говориме за образованието на нината, сепак гимназијата знае да задржи некои вредности кои се така вткаени во гимназијата па и во животот на граѓаните на Штипе, тоа да биде предвестник или предводник на некакви настани кои не се директно врзани за образованието, тоа е така наречениот процес надвор од образованието. Мене ми изненади фактот што ете гимназијата по долго време има хор, да речеме. Така. Што е ја дополнува таа представа дека училиштето сепак и покрај врските на учениците и на наставниот кадар се настојува да ги ангажира, да ги анимира учениците и во други сегменти кои можеби не е образование, но во секој случај дел од убавата страна на животот. Така, значи, нели, веќе има многу млади и нови колеги кои што го носат ентузијазмот на младоста и се консултираат со оние кои што се повозрасни и за кои што е карактеристична една мудрост и навистина тимски се соработува и се црпат сите можни информации едни на други и знаењата се пренесуваат од едни на други. И уште што е побитно, освен за оние сите други секции и нели активности кои што се случуваат тековно во гимназијата, како што рековте, по долго време заживеа и хорот. И уште поинтересно е тоа што на настапите пред известно време во библиотеката за најдобар перформанс и наградите ги собраа всушност хорот од нашата гимназија во конкуренција со училишта на кои што тоа име всушност и основната дејност. И тоа е уште подраго и уште поголем успех кога си во конкуренција со другија го земеш првото место. Можам да кажам, тоа е еден обичен гимназиски хор и секција. Меѓутоа, уште една потврда дека во гимназијата навистина учениците се сестрано образуваат и добиваат знаења каде што понатаму би можеле да се вклучат во сите дејности и да бидат успешни во она што ќе го работат. Имате ли отворени денови или отворен ден или посета по училиштето основни за... Да, ќе имаме, освен што нели гимназијата е секој ден отворена и динамична, 12 часа во денонокието. Се планираат, сега точно немаме конкретизирано кои денови ќе се посетуваат училиштата за презентација и на кој ден ќе биде отворениот ден на гимназијата, затоа дополнително ќе имаме можност нели во соработката да бидат информирани деветоделенците и нивните родители. Меѓутоа ние ги очекуваме навистина сите да дојдат и оние кои што имаат нели други визии и планови за својата професионална ориентација да дојдат и да ја посетат гимназијата и поотблиску да се запознаат со се она што се работи и што е интересно. Колегите и наставниците секогаш се спремни да им ги дадат сите исцрпни информации кои што им се потребни на деветоделенците, затоа што тие сепак се во една сега раскрсница каде што би требале на некој начин уште на оваа возраст да ја определат својата понатамошна професионална ориентација.
И она на вистина што би сакала да кажам дека треба да дојдат во гимназијата и да се запишат, затоа што освен што нуди можности за запишување на сите факултети, не само во нашата држава, туку и во странство, е тоа што дава продлабочени и квалитетни знаења, е тоа што веќе во трета година, кога тие ќе наполнат 17 години и кога ќе осознаат што всушност ги интересира и што всушност ќе биде нивната понатамошна професија, ќе имат можност да се определат дали се тоа природните науки или се тоа општествените науки. И во едното и во другото поле имаме навистина јаки ученици, толку за приказ државниот надпревар по информатика кој што се одржа неодамна, наш ученик се пласираше на првото место. По математика веќе ученици се пласираат да учествуваат од државниот надпревар на Олимпијадата по математика. Физика со наноматеријали и надпревари по физика исто така. Наши ученици ги земаат првите 3 места. Хемија сега имаше регионален надпревар, се стекна ученик и го зема местото за да учествува на државен надпревар, а па да не говорам за општествените науки и јазичните подрачја, каде што на темите дебатирање и есеи, навистина сме јаки. Топ. Така. Добро, ќе оставиме нешто и за некој друг ден. Благодарам за учество во емисијата 60 минути нисток, која беше во смисла да им објасниме на 9 оделенците. Така. Во секој време може да посетат и ако деновите ќе ги направите календарски, односно агендата ќе направите, можат во секој време и тие и нивните родители да дојдат и да се информираат во гимназијата. Така. Тие веќе имаат искуство од претходните генерации, значи што е она што ги очекува во гимназијата и со што ќе се сретнат како предизвик, и затоа и кај нас се запишуваат ученици исклучиво од нашата општина и од општина Карбинци, и затоа во гимназијата не може секој да биде ученик. Тоа е она што не прави различни и што не прави навистина да бидеме на пиедесталот на образовниот столб не само во Штип, туку и во Македонија. Благодарам за разговорот. Емитуваме комерцијални пораки. Најниски цени во маркетите на Китго. Папалина 56 денари. Ослич бел 122 денари килограм. Шампинјони тера 79 денари. Рум плочки 98 денари. Кокта 3+1 гратис 134 денари. Шампон Palmolive со гратис регенератор 75 денари. Омекнувач Бохор 2 литри со гратис Бохор 500 мл 202 денари. Цените се со Китго клуб картичка. Маркети Китго. Најубавата сала за свечености во Источна Македонија сега е на ваше располагање. Ресторан Амор Кучани со најубаво мени, најубав интериер и најбрза услуга. За свадби, свечености или семинари, ресторан Амор Кучани. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, џакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, поков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено.
Старењето на кожата е природен процес, но можете многу лесно да го запрете часовникот на вашето лице. За кратко време ќе ги избришете годините и ќе се подмладите. Мите се редовно со сапунот од козјо млеко со коензим Q10. Резултатите се видливи само по 1 месец, а долготрајната употреба е вистински погодок за лица со над 35 години. Сапунот може да даде одлични резултати и за другите делови од телото, вратот, рацете, градите. Сакате енергетски ефикасен дом? XPS од Pofix, решение за сите изолацијски проблеми. За фундаменти, бази или темели, фасадна изолација, подна изолација, подкошулици, изолација на меѓукатни бетонски плочи и термички мостови, изолација на подкровни конструкции, изолација на рамни и коси кровни конструкции. Голема вредност, многу предности. Тврдо пресуван, стиродур од Pofix. Во јајчара Вангел, екстра свежи јајца по екстра цени. Од Штипската фарма на Живинопром. За секој ден и велик ден. Јајчара Вангел, кај зграда Промаја во Штип. Големо акциско намаление во маркетите на Зендолино. Чајна колбаса Златиборац Рефус 465 денари. Бадуко скуша филети 63 денари. Аргета постна паштета 39 денари. Подравка вегета 135 денари. Наполитанка де густо 38 денари. Средство за садови Тета Виолета 42 денари. Шампон Шаума 125 денари. Зендолино, мислат на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Сакате денот да ви биде убав? Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Искористете ги придобивките од најновиот и унапреден заоблен ѓон на целата Вокмакс Комфорт колекција. Нови, елегантни, лежерни, модерни, спортски, едноставно за сите. Ве ослободуваат од притисокот и ви обезбедуваат врвна удобност. За мажи и жени, најновата колекција со моделите на Вокмакс Комфорт ве чека во нашите продажни салони. Посетете не и дознајте зошто ви ги нудиме најудобните модели токму оваа сезона. Ја гледате емисијата 60 минути нистока, неја продолжуваме со серијалот на краткометражни филмови од ракописот од нашиот сограѓанин Александар Донски под наслов Патуваме со Александар Донски. И во оваа епизода сме во Никозија, Кипар, бидејќи ова е вториот дел од филмот што ете во Никозија и во Кипар го направи нашиот сограѓанин Александар Донски. Да го видиме филмот. Еве го грчкиот дел. Значи, наоѓаме се сега на границата во градот Никозија помеѓу турскиот и грчкиот дел. Тоа за нас само е веќе грчкиот дел, или како што го викат турците Јунанистан. Значи, Никозија е поделен град. Да кажеме тоа дека, значи, Кипар е до 1960 бил британска колонија, после тоа екзистира како независна држава, но грците на крајот на 60-те години обидуваат се грчките националисти да го припоат Кипар целосно кон Грција. И тука 74-та година интервенира турската армија и тоа е единствениот пораз, војнички пораз и морален и секаков на грците, што им е нанесен. 74-та турската армија освојува околу 38% од островот
И 1983 прогласена е независна држава Турска република Северен Кипар, начело со Раул Тенташ. Таа држава не е призната до сега од никој освен од Турција, а Никозија е у моментот единствениот поделен главен град на светот. Тоа е главен град и на турската држава, на Турска република Северен Кипар, и на Кипар државата, со тоа што владеат грците. Ова е значи граничниот премин помеѓу турскиот и грчкиот. Еве го таму грчкиот дел. Имат и сега некоја хумористична, документарна. Кој знае што? Замолиме го овај човек и он ќе не одведе до такси станицата со долмуши. İşiyorsun. Görmüş ne gideceğim? Girne, Tamam, görmüş. Bunlar taksi, görmüş o taraftan kalkıyor. Ќе се врнеме се. Уште сме во Никозија. Ама периферијата на Никозија. Емисијата продолжуваме со материјал кој говори за активности што денеска се случија во општина Кочани. Имено таму беше направена презентација за можностите разни организации, невладени, владени, од локалните самоуправи да конкурираат за средство од Европската унија. На оваа тема говореше Ирена Иванова, представник на делегацијата на Европската унија во Македонија. Да го видиме прилогот. Ирена Иванова, доаѓам од делегацијата на Европска унија. Денешниот настан е една стандардна пракса што имаме, тоа се инфоденови кои ги организираме, кои ќе објавиме повик. Овој конкретно е инфоден за повикот Civil Society Facility, односно фацилитетот за граѓанското општество по типа програмата. Целта на ваквите настани е да имаме можност со потенцијалните апликанти од граѓанските организации да поразговараме околу приоритетите, околу самиот повик, правилата за учество и да имаат простор да постават прашања како би им помогнале да направат што подобра апликација. Кој се може да аплицира и кој се да речеме повик? Значи, овој повик е од програмата, како што реков, Civil Society Facility, од ИПА 2, значи новата програмска ИПА. Се работи за портфолио од 5 милиони, 3 приоритети се во прашање. Првиот приоритет е 1,5 милион и се работи за интервенции кои граѓанските организации можеле да ги направат во полето на хоризонталните мерки, значи она што е се што би било околу овозможувачката средина за граѓанските организации, правна, финансиска и така натаму. Вториот приоритет е watchdog и мониторинг на јавната администрација, каде што граѓанските организации би можеле да направат проекти во однос на работата на јавната администрација, нормално не само да извршат мониторинг на нивните основни 4 сервиси, туку исто така и да дадат препораки каде би требало да се подобрат тие процеси. И третата е основни темелни права, fundamental rights, каде што имаме акцент на децата, детските права, LGBTI групата, ромската заедница и останалите маргинализирани групи. Вториот приоритет е со 2 милиони портфолио и третиот е 1,5.
можат да учествуваат сите граѓански организации што се регистрирани нормално под Законот за здружение и фондација од 2010-та, меѓутоа и останатите институции кои се невладини, како што се синдикатите, професионалните организации во кои членуваат, како што се здружение, да речеме, на новинари, на организација на работодавци и така натаму. Значи, медиумите сами по себе не се легитимни во однос на правилата затоа што се profit making. Меѓутоа, сите оние професионални организации кои ги обединуваат новинарите и медиумите, како што е Сдруженијето на новинари и сите останати синдикати и така натаму, се легитимни да учествуваат. Лани имавме многу бав приоритет кој конкретно се однесуваше на медиумите и на медија интегритетот и истражувачко новинарство, се извинувам на англиски. Имаме веќе 9 проекти кои се во имплементација. Овдека би требало малку покреативно да биде, меѓутоа е вториот приоритет е сосем легитимен, пак истражувачкото новинарство би можело да се вклучи како проект, а и првото зашто да не, затоа што првиот приоритет секој се однесува на хоризонталните мерки и главната цел во принцип на самиот инструмент Civil Society Facility, а тоа е да се подобри средината во која работат граѓанските организации. Почитувани гледачи, овде е крајот на ова денешно прво издание работно нели од оваа неделна емисијата 60 минути на исток. Ви посакам да останете со здравје и бидете секогаш со програмата на телевизија Стар.